Ученикот Стефан Митик од основното училиште Димо Хаджидимов од Скопје со вкупно 108 поени е победник на републичкиот надпревар млади библиотекари, чиј домаќин годинава беше Кочанската библиотека Искра. Второто место му припадна на Игор Стојков од основното училиште Тодор Јанев од Чашка Велес и третото отиде во рацете на Јована Божиновска од основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Овој надпревар е навистина одличен надпревар. Прашањата беа навистина лесни и подготовките траја околу 1 месец, бидејќи и на општинскиот надпревар во Скопје бев прво место. Па ова ми е веќе трета година да учествувам на општински надпревар, а втора година на државен. И надпреварот е навистина добар. Ми представуваше чест и задоволство да учествувам на 16-тиот републички надпревар по библиотекарство, каде што го освои второто место. Прв пат ми е да учествувам на републички надпревар, а втор пат на општински надпревар. Овој општински надпревар го освоив првото место, тука второто место. Имав максимален број на поени, но преку елиминациониот круг Стефан беше подобар од мене, го заслужи првото место. Без оглед кое место сум и јас ќе бидам побогат со знаењата за една голема наука, една многу важна наука, која е многу интересна наука. Мислам дека прашањата беа многу лесни и супер, многу сум задоволна од резултатот. Ке ми значи бидејќи со тоа ќе бидам побогата во знаењето за библиотекарството и културата и во секојдневието секако. И почесто ќе ги посетувам библиотеките, бидејќи сега знам како се работи во нив и каква е работата. На републичкиот надпревар учествуваа 23 ученици од исто толку училишта и градови од републикава. Претседател на комисијата на надпреварот беше Блага Спиридонова од Штип, а членови Мара Анастасова од Кучани и Јордана Пешевска од Битола. Надпреварот се спроведе во организација на Библиотекарското здружение на Македонија. Значењето на овие надпревари не е само за учениците. Ги поттикнува да ја засакаат прво книгата, потоа библиотеката, а како трето веќе може да засакат и професијата. Значи, почнуваме со книгата, прешколската возраст нормално почнува со сликовници и дека натаму и се развива нагоре. Потоа надпреварите во основна школа веќе се зрелите, се завостредно се определуваат каде ќе одат, може да биде ова насока да се определат да одат на јазични групи, па натаму да продолжат библиотекарство. Значи, и кадарот се подобрува на некој начин библиотекарскиот кадар, а воедно и самите учесници знаат што е библиотека. Чест и гордост е да се биде домаќин на еден ваков голем надпревар, тој е 16-тиот на надпревар на млади библиотекари, републички надпревар, како членка на Библиотекарското здружение на Македонија. Значи, ќе ги поддржуваме ваквите надпревари понатаму. Горди сме што не избраа за град домаќин. На денешниот надпревар учествуваат 23 учесници, ученици од толку училишта од целата наша држава, покажаа многу солидно знаење. Горди сме со тоа, се радуваме и му честитаме на прво наградениот Стефан Митик од Скопје и му посакуваме и понатамошни успеси во учењето, во да ја избере областа библиотекарство како позив. Му препорачуваме и самиот изјави дека многу интересна област и посакуваме и понатаму да се прошират овие републички надпревари. Посакуваме искрено да се продлабочи со средното училиште, значи да се опфатат учениците од средните училишта. Имаше период кога компјутерите и интернетот си го направија своето и почнала да се намалува бројката на корисници на книгата и пишуваниот збор. Но радува фактот дека сега помина и тој период кога децата се презаситија од интернетот и пак се враќаат на книгата. Сватија дека книгата и пишаниот збор не може да ги замени ништо, додаде Николов.